Јас сум блага душа, снимам се што сакам и срам си немам на душа. Добре дојдовте на мојот канал, смеја до солзи во нова сезона со нас. Барселона замената за Умтитија гледа во Винсент Компани. Арjen Робben си оди од Бајер Мюнхен. Пари Сен Жермен во своите редови го доведува Давид Де Хеа. Моринјо пред отказ во Манчестер Юнайтед. Зидан нов тренер на Олд Трафорд. Кристијан Ериксен нова мета на Фиорентино Перес и Реал Мадрид. Поздрав на сите луѓе, добре дојдовте назад на каналот на Благадуша во новата зимска сезона, тоест добре дојдовте во новиот серијал, тоест добре дојдовте во спортскиот серијал, како што ви го најавив и во најавата. Ова е тој спортски серијал каде што најпрвен ќе се обратиме на некои информации, резултати, трансфери, шпекулации, новости што јас мислам дека треба да ги знаете вие, дека се важни за вас да ги знаете, а се случиле минатата недела, тоест неделата која измина. На темата фудбал и кошарка за почеток, но јас ви кажав доколку сакате вие да вметнеме уште некои спортови во овој спортски серијал, слободно тука да го пишете во коментар кои тоа спортови да бидат и не заборавајте многу нормално да го лајкнете видеото, да се сабскрајбнете на мојот канал и да го стиснете звончето за да добивате нотификации. И многу нормално да ме заследите на Инстаграм и тука имате и Снапчат ако сакате. Пред да го започнеме овој серијал, сакам да напоменам дека започнувам нешто што никој друг не го започнува во Македонија, значи прв сум во Македонија, а оваа идеја е земена од балканскиот канал Гага. Значи тој е единствен, ако не се лажам, на Балканот кој прави вакви видеа, ваков серијал, така да оваа идеја ми е целосно земена, да кажем, како идеја за спортски серијал од него. Така да мислам дека беше веќе време да се започне еден ваков серијал во Македонија, кој се надевам дека ќе го поддржи и ќе продолжиме да го правиме уште многу долго. Да не должиме, одиме во видеото. Значи, најпрвен луѓе, чисто малку ќе спомнеме за Лигата на нации, поради причина што ете можеме да се пофалиме дека нашата репрезентација Македонија помина понатаму. Се наоѓаме во групата Г, а наши противници во групата ќе бидат Полска, Австрија, Израел, Словенија и Латвија. Не е група која е воопшто лесна, тука имаме противници со кои сни играле во минатото и имаме искуство против некои репрезентации од овие. Нормално тука најмоćно од сите овие репрезентации во групата е репрезентацијата на Полска која го има Левандовски во шпицот на нападот, исто така и новиот младиот играч на Пјатек, така да тоа е тоа што се однесува до Лигата на нациите. Со подетални информации за Лигата на нации ќе одиме кога ќе има нормално нешто многу поинтересно. Можам слободно да кажем дека изминатава недела која измина, дали сме понеделник, значи до вчера изминатава недела која измина беше фудбалска дерби недела, тоа е доста добро за нас љубителите на фудбал. Значи ќе започнеме со Лигата на шампионите и ќе ги спомнам само тие две групи каде што не е сигурно се уште кои тимови ќе одат понатаму во нокаут фазата, така да тоа се две групи, групите Б и С. Другите групи веќе се знае дефинитивно кои тимови одат понатаму во нокаут фазата, така да затоа и нема потреба да ги спомнуваме, чисто ќе одиме кон тие групи што се уште е испреплеткана ситуацијата. Јас сум блага душа. Започнуваме со групата Б, во која Барселона веќе осигура улаз во нокаут фазата со тоа што има 13 бодови максимален учинок, а во која се наоѓаат Тотенхем, Интер и ПСВ. Сега, тука ситуацијата преплетка толку многу со загубата на Интер од Тотенхем, каде што Тотенхем играше на домашен терен, прослави со 1-0 победа против Интер. Сега двата тима и Тотенхем и Интер имаат по 7 бода, така да не се знае кој ќе помине понатаму во нокаут фазата, кој ќе заврши во Лига Европа. Пазете сега, во следното коло Барселона на домашен терен го дочекува Тотенхем. Тука на Тотенхем треба најмалку нерешен резултат, ако можност победа на гостински терен против Барселона, што е многу тешко. Доколку Тотенхем извади нерешен резултат против Барселона, може да оди понатаму само доколку Интер на домашен терен изгуби од ПСВ, што исто така е многу тешко, пошто на Интер му треба исто така победа против ПСВ, а Интер игра на домашен терен, што има многу полесна задача од Тотенхем. Мои прогнози за оваа група не можам точно да кажам, знам дека ете веќе знаеме сите Барселона се осигура свој пролаз во нокаут фазата. Искрено доколку би сакал некој од овие тимови да оди понатаму, моја прогноза би била да Интер оди понатаму, пошто веќе Тотенхем го видовме неколку години сторед како оди натаму во нокаут фазата и не направи искрено ништо посебно во Лигата на шампионите Тотенхем во нокаут фазата, така да еве јас би му дал една можност, една прилика на Интер да оди понатаму, но сепак останува да видиме што ќе се случи во следното коло и да видиме како ќе заврши овој расплет во оваа група. Како што кажав, следна група е групата С, во која се наоѓаат Наполи, ПСЖ, Ливерпул и Црвена звезда. Можам сега да кажам дека овде и тоа сето започна од победата на Црвена звезда против Ливерпул на домашен терен кај Црвена звезда. Значи звезда тепа со 2-0 тука. Сега во последното коло резултатите беа вакви. Наполи Црвена звезда 3-1, ПСЖ Ливерпул 2-1. Така да тука се работите најиспреплеткани, моменталната состојба
успева. Наполи со 9 бода кој многу веројатно си има осигурано пролаз во нокаут фазата. ПСЖ има 8 бода, 6 бода има Ливерпул и 4 бода има Црвена звезда, така да поисперплетка на луѓе навистина не може да биде. Пошто тука шанса за помин во нокаут фазата имаат и ПСЖ има и Ливерпул, но доколку еден од тие два тима испадне, исто така и Црвена звезда има шанса за да оди во нокаут фаза на Лига Европа. Последното коло ќе се соочат Ливерпул против Наполи, каде што Ливерпул на домашен терен ќе го дочека Наполи и не смее да си дозволи да загуби доколку сака да оди понатаму во нокаут фазата. Додека Наполи веројатно ќе игра малку поопуштено, пошто веќе има 9 бода и веројатно му е многу сигурен полминут да кажем во нокаут фазата. Додека пак Звезда на домашен терен го очекува ПСЖ, така да не можеме да речеме ни исто ПСЖ не смее да си дозволи Црвена звезда, но не можеме ни да ја подцениме Црвена звезда, пошто на домашен терен игра доста добро, можем да кажем слободно и одлично во Лигата на шампионите. Видовте што се случи со Ливерпул, така да не би ни изненадило доколку Звезда направи некој тресфер повторно и овој пат го порази ПСЖ на домашен терен. А мој прогнози од тука доколку би сакал да поминат некои тимови, искрено Наполи би сакал да помини и Ливерпул би сакал да помини понатаму. Да не ме сватат погрешно фановите на ПСЖ, да кажам оние навивачите на ПСЖ. ПСЖ го сакам како клуб, но ете искрено имам повеќе некој респект кон овие два клуба. Јас сум блага душа. Ова неделова коло во шпанската примера Ла Лига можеме да наречеме, имавме исто така доста дерби утакмици каде што исто ситуацијата можам слободно да кажам беше доста испреплетена, така да спомнам само главните резултати, а тие се овие. Реал Мадрид после загубата во претходното коло повторно им се врати на победите со тоа што ја порази Валенсија на домашен терен со 2:0, каде што гол си даде Даниел Вас, а потоа исто така гол за кралскиот клуб даде и Лукас Васкес. Реал Мадрид моментално се наоѓа на очајната 5-та позиција со 23 бода, тоа е 5 бода помалку од прво пласираната Барселона, додека пак Валенсија оваа сезона игра доста очајно и се наоѓа на 14-та позиција со 17 бода. Жирона исто така успеа на домашен терен да извади нерешен резултат со Атлетико Мадрид, кој моментално е во првите 3 екипи кои се борат за титула во шпанското првенство. За Жирона од пенал погоди во 45-та минута Стоани, додека пак во 82-та минута Рамалка си даде автогол за изравнување на Атлетико Мадрид 1:1 со Жирона. Моментално Жирона игра доста добро и се наоѓа на 6-та позиција со 21 бод, додека Атлетико Мадрид пласира на 3-та позиција со 25 бод. Барселона исто така го порази Вилјареал со 2:0 со головите на Пике и младиот Карлос Алене и успеа да го задржи првото место во шпанското првенство. Таа моментално има 28 бода, додека пак Вилјареал се наоѓа на 70-та позиција со 14 бода. Јас сум блага душа. Исто така во оваа англиска премиер лига, ова измината недела имавме доста дерби утакмици, така да едно од најважните кои ќе ги спомниме се победата на Арсенал против Тоттенхем 4:2 на домашен терен, каде што беше доста драматична утакмица. Арсенал губеше со 2:1, така да успеа да направи пресврт и да дојде на победа од 4:2. Најпрвиот пенал за Арсенал погоди Обамејанг, потоа изравни Ерик Дајер, па за водство на Тоттенхем погоди Хери Кейн. Изравнување на Арсенал повторно погоди Обамејанг, додека победата на Арсенал ја донесоа стрелците на головите Александър Лаказет и Лукас Торига. Арсенал се наоѓа на 4-та позиција, додека пак Тоттенхем на 5-та позиција, а двата тима имаат исто по 30 бодови. Ливерпул и Евертон, вечното градско дерби беше едно од најдобрите дербиња ова коло во премиер лигата, каде што беше доста драматична утакмица и Ливерпул успеа да слави на домашен терен со 1:0 дури во 96-та минута со голот на Тибо Кориги. Моментално Ливерпул се наоѓа на втората позиција со 36 бода, додека пак Евертон е класиран на 6-та позиција со 22 бода. Јас сум блага душа. Во турската лига ова коло беше одржано вечното дерби помеѓу Бешикташ и Галатасарај, каде што Бешикташ прослави победа со голот на Адем Љајич во 80-та минута од пенал. Во Италија го имавме едно недобрите дербиња, каде што Рома на домашен терен го дочека Интер. Резултатот заврши 2:2, стрелци беа за Рома Джейми Сундер и Александар Коларо, додека за Интер трала Кейта Балде и Мауро Икарди. Јас сум блага душа. Во Барселона оваа недела доста драматични случувања. Самуел Умтити, стоперот на Барселона, после тешката повреда поради која беше оддалечен неколку недели надвор од терените, одби да оди на операција и реши да експериментира. Сега Барселона замена за Умтити гледа во искусниот стопер на Манчестер Сити, Винсент Компани, кој веќе пред неколку години имаше контакти, сакаше да го доведе во своите редови, е одбиен од управата на Манчестер Сити, за кој наводно ќе понудат 40 милиони евра. И младиот Делајт, за кој првичните информации се дека Барселона ќе понуди 35 милиони евра.
Летечкиот коланѓанец Ариен Робен после 10 години престапното лето ќе си замени од Бајер Минхен, бидејќи неговиот договор истекува на 30 јуни 2019 година, а како што имам информации му било соопштено дека истиот нема да биде продолжен. Тој дојде во 2009 година од Реал Мадрид за 25 милиони евра, а со Бајер Минхен освои 7 титули во Бундеслигата, 4 титули во германскиот куп, 1 титула во Лигата на шампионите и 1 УЕФА Суперкуп. Истото се предвидува и за неговиот колега Франк Рибери, на кој исто така, како што има информации, му било соопштено дека неговиот договор нема да биде продолжен, а истиот завршува на 30 јуни 2019 година. Шпанскиот голман на Манчестер Юнайтед, кој моментално се смета за еден од најдобрите голмани во светот, Давид Де Хеа, кружат спекулации дека е во контакт со Пари Сен-Жермен и Пари Сен-Жермен се обидува да го донесе во своите редови. Првичните информации се дека Пари Сен-Жермен ќе го купи Давид Де Хеа на лето 2019 година за сума од околу 100 милиони евра, а има и втора опција каде што Пари Сен-Жермен би требало да почека до летото 2020 година, кога Давид Де Хеа ќе биде потполно слободен од неговиот договор кој завршува баш тогаш и ќе може да го доведе сосема бесплатно, иако не верувам дека Манчестер Юнайтед би си го дозволил тоа нешто, така да за нив повеќе би одговарало да го прават ова лето и да заработат нешто на него. Сите сте запознати со ситуацијата на Мориньо во Манчестер Юнайтед, која оваа сезона искрено немаше баш најдобар старт, ниту пак некоја најдобра изгодина, имаше доста киксови, доста порази, така да исто така имаше и многу расправи со дел од играчите на Манчестер Юнайтед. Тоа пати се споменуваше дека ќе дојде до него отказ, но досега не се случи тоа. Е сега нашите информации се дека веќе му било поставено ултиматум, колку него исполни тој ултиматум ќе добие отказ од тимот на Манчестер Юнайтед, каде што Манчестер Юнайтед дојде до отказ од договорот треба да му исплати 18 милиони евра на Жозе Мориньо. И нормално како прво име како негов наследник во клубот му гледат францускиот волшебник Зинедин Зидан. Францускиот напаѓач Осман Дембеле е во доста комплицирани односи со стручниот штаб и управата на Барселона поради причини што како што ги имаме ни информациите се однесувал доста непрописно на тренинзите, доста каснел. Еден тренинг дури не присуствувал, воопшто не им требал телефон. Луѓето задолжени за тоа се обиделе да го контактираат, воопшто не им требал телефон да им каже што се случило и каде и зошто не бил присутен на тренинг. Како што имаме информации, Барселона го ставила на трансфер листата, а први клубови заинтересирани за Дембеле се Арсенал и Ливерпул. Барселона за овој млад напаѓач бара сума од околу 100 милиони евра. Реал Мадрид после лошите киксови се уште ја бара замената за Кристијано Роналдо, а после споменатите имиња како Азар, Ембапе и Неймар кои веќе летото требаа да дојдат во Реал Мадрид после неуспешната мисија, моментално нови имиња ги следи Фиорентино Перес, лосанскиот напаѓач на Рома Един Джеко, кој Рома не би го пуштила за помалку од 50 милиони евра, и да, данскиот везист на Тоттенхем Кристијан Ериксен. Тој кој председателот на Тоттенхем вели доколку го сакате Ериксен 250 милиони евра за помалку, не се не обидувате да ни пратите понуда. Јас сум блага душа. Екипата на Далас Маверикс одигра уште една моќна партија каде што се убедливи 128-108 со овлада големиот фаворит Хјустон Рокетс, а повторно еден од најдобрите беше Лука Дончич. Портланд го совлада тимот на Орландо со минимални 115-112, во кој незадржлив беше Дамјан Лилард, постигнувајќи 41 поени, кои дури 10 беа тројки, а додаде уште 8 коша и 4 асистенции. Покрај него забележливи беа и Стаускас со 15 поени, Јусуф Нуркиш со 15 поени и 13 скока. Импресивен настап имаше и Расел Вестбрук во дресот на Оклахома Сити. 130-80, а имаше скоро 23 поени, 19 скока и 15 асистенции. Додека пак за своето име го запише 107-миот трипл-дабл учинок во кариера. Шампионот Голден Стейт него искористи и камбекот на Стеф Кари за да го избегне поразот од Детройт. Домаќинот одигра одлична втора четвртина која се покажа како клучна во победата над шампионот. Доренти Кари има солидна шутерска вечер во која постигна 28 односно 27 поени, но и тоа не беше доволно за триумф над ова тешко гостување. Екипата со најдобар скор во НБА лигата Торонто Рапторс стигна до нова победа. Пекарите предводени од Кавај Ленард го совладаа климати се за цврстие на првата позиција во источната конференција. Што кажав во самата најава за зимската сезона, да бидете поздравени во овој серијал, имате два начина. Да напишете најкреативен коментар што се однесува до ова коло, во оваа епизода, и мислење пак за целата сезона на било која од споменатите теми долу коментар да го напишете тоа или пак да одговорите на квизот. А прашањето во оваа епизод го гласи вака: кој е играчот кој во 1992 година погоди во финалето на Лигата на шампионите за победа на Барселона над Сампдорија? А ние си гледаме во ново видео, останете со нас. И да, тоа беше тоа, и доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го за поддршка, и доколку се уште не сте станале шејкерче, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. А да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. А да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме да следите на Instagram, бидејќи ќе гласате на моите сториња, да.